Егумено што и учил кауѓерите со карар да пијат вино и ракија. Чита Александар Станојков. Дошло време да се бере лозијата од некој манастир и од која и обрале, го туриле грозието во бочвите што и полнеле секоја година. Спортиланската година помалце вино се турило, чунчи не се родило таа година колку другата. Годинава оче егумене, му рекле кауѓерите, многу сме подолу со вино од ланската година. Кој знае дали ќе ни втаса? Од која изслушал умниот егумен, му рекол, ако го пиеме као имање, демек животно, ќе ни втаса. А пак ако го пиеме како луѓе, нема да ни втаса. Се изнасмеја кауѓерите на тие збори од егумено, дека рече, ако го пиеме како имање, ќе ни втаса. А пак ако го пиеме како луѓе, нема да ни втаса. Право што е право, оче егумена, за тоа се изнасмејавме, му рекле. Ако сме го пијале као го едата виното, ќе ни втасало. А пак ако сме го пијале како луѓе, не ќе ни втасало. Да, зар не ви текнува и така е? Слушајте сега да ви кажам како е тоа што ви реков така. Еден вол, али една крава, да го однесиш на река да го напиеш вода, од која ќе се изнапие, моли го колку да сакаш да се принапие, не е чаре поеќе да пие. А пак ние луѓето, од која ќе се изнапиеме на ручек, али на вечерата, штом не помолат, па ќе се принапиеме и саноќ да ни даваат вино и па ќе си пиеме. Ете, као што велам јас. Од која го изслушаа кауѓерите егумено, сите му кандисаа на зборо негов и почнале да си пијат вино со мера и му втасало и му превтасало за целата година. Отишол еден човек у свата си на гости и на ручекот му давал свато вино и ракија на гостина. Гостино пил вино и ракија, дури му било сладко. Арно ама, свато го терал со сила да пие. Деде, пи, повели свато, добро ми дошол, дај да се чукнеме да бурам, ај напи се, му велел така. При сета молба што го молел свато, тој не му пиел. Седел што седел и би гости помина. Си зел магаренцето и си тргнал да си оди и пак свато зел едно грне вино да го испреќа до негде и кога дошле до река, се наведило магарето да пие вода. Од која се изнапило, се тргнало, арно ама човеко го терал со сила да пие. Море крши му глава на магарето свато, му рекол. Не моли го да пие, ами заповедај ти, земи го грнево и напи се. Човеко нечел да го земи, а пак тој му се тоарал и најпосле му рекол, не приоли ме бре свато, ти јас не бидувам подолу од магарево моје чунки, ти сам видео ти го молив едно чудо да се принапие вода, а па тоа не се напи ниту еден драм. Ете, за тоа треба и ние да сме поумни од магарињата и да не пиеме поеќе од колку што ни се пие. Слушајќи тие зборови свато од свата си и видувајќи го магарето, ти не пие поеќе вода од колку што му се пиеше, беше се оставило таа севда да и молит гостите да пијат вино и ракија и самиот тој си пиел со карар.